Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Одлука за примање на донација на енергетско обновување во основно училиште и градинка во Општина Битола. Точка број 3. Одлука за партиципирање во трошоците за доделување на зелени поени на граѓаните за користење на вендинг машини во соработка со Пако Макдоел Скопје. Точка број 4. Одлука за согласност за имплементација на проектот за јакнување на улогата на младите во Општина Битола. Точка број 5. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на Сдруженија на граѓани и фондации за 2024 година. Точка број 6. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2024 година. И точка број 7. Разно. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам дека не мислев да не барате збор. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Представник Благица. Повелете, Благица. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани присутни, на барање на буџетските корисници од програмите за основно образование, средно образование, детски градинки, старски дом и зоолошка градина, ви предлагаме одлука за проширување на буџетот на Општина Битола за 2024 година во делот на наменските дотации и во делот на донации за проектот за јакнување на улогата на младите на Општина Битола. Се планира пренесениот вишок на приходи од минатата година во делот на дотации да се зголеме из износ од 100.599.333 денари и тоа 6.300.000 денари 937 во програмата Основно образование, 48.327.040 Средно образование, 598.797 музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина, 516.539 кај Старскиот дом и 44.856.020 денари кај детските градинки. Во делот на донациите се зголемуваат средствата за износ од 445.700 денари за проектот за јакнување на улогата на младите во Општина Битола. Благодарам. Благодарам. Дали имаме прашања? Јас имам, Благица, неколку прашања. Значи, како што разбрав, се работи само за основни училишта, средни училишта, се работи за проектот на UNDP и уште нешто? Во делот на наменските дотации се основно средно образование, детските градинки, зоолошката градина и Старскиот дом. Сите буџетски корисници. Добро. Друго ништо немаме измени? Немаме. Добро. Благодарам. Минуваме на точка број 2. Се извинувам, прашања некој друг да нема. Точка број 2. Одлука за примање на донација за енергетско обновување во основно училиште и градинка во Општина Битола. Представник, повелете. Добар ден на сите. Значи се работи за Сдруженијето од рака на рака, со седиште во Стокхолм, Шведска. Ова е здружение кое веќе мислам го познаваме и има доста донации во нашата општина. Овој пат се работи за донација за енергетско обновување во основното училиште Тодор Ангелевски, подрачно училиште во населба Стрелиште и во колоното, односно детската градинка Колибри при јавната установа Естра Овадија Мара, исто така во Стрелиште, во вредност од 70.000 евра. Донацијата се состои значи во енергетско обновување, односно во училиштето, подрачното училиште во Тодор Ангелевски набавка на топлотна пумпа и промена на дограма, а во градинката Колибри топлотна пумпа за санитарна топла вода и набавка на бољар.
Благодарам. Дали некој има некакво прашање? Јас сакам да прашам до службите. Во изворната иницијатива што стигна до мене имаше и уште еден дел кој се однесуваше на клиничка болница. Ние го отстранивме или и тој ќе оди? Мислам, не дека мене нешто ми смета, меѓутоа ме интересира дали одиме целосно иницијативата? Значи јас колку што добив е само за ова. Добро. За овие две за образование. Добро, значи. оти да не се донесеме во ситуација дека не сме примиле донација која треба да ја примиме, бидејќи беше наведено дека имаше 4 работи, сега ја немам пред мене. Јас имам значи само за овие две работи. Од самото здружение, значи го имам оригинално. Ај 5 минути пауза, продолжуваме со работа. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Точка број 3. Одлука за партиципирање во трошоците за доделување на зелени поени на граѓаните за користење на вендинг машини во сработка со Пакомак Доел Скопје. Повелете. Добар ден на сите, јас сум Александра Ангеловска, соработник во одделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина. Одлуката се донесува за партиципирање во трошоците за доделување на зелени поени на граѓаните за користење на вендинг машини со годишен паричен износ од 300.000 денари согласно програмата за животна средина за 2024 година. Кратко објаснување на проектот. Започнуваме меѓусебна соработка со Пакомак во партнерство со швајцарската амбасада, чија основна цел на проектот Smart System е управување со отпад од пакување, подигнување на еколошката свест и навиките кај населението за селектирано собирање на отпадот од пакување и негово рециклирање за заштитно напредување на животна средина. Со проектот на територијата на општина Битола ќе бидат поставени 6 до 8 вендинг машини во наредната година, започнувајќи од месец мај. Пакомак во моментот прават годишна програма за поставување на вендинг машини по општините, а обврска на општина Битола беше за учество во проектот да обезбеди средства за зелени поени. Како што веќе знаете, во програмата за животна средина за 2024 година обезбедени се тие 300.000 денари. Во материјалите кои што ви ги испративме во текот на вчерашниот ден имавте договор за соработка и договор за донација. Во договорот за соработка е објаснет начинот на функционирање на самиот проект и добивте и краток видеозапис од YouTube за начинот на кој што ќе функционираат вендинг машините со апликацијата која што може да се спушти од Play Store и App Store. Благодарам. Прашање, јас имам едно прашање. Дали е истата машина што ја има во Веро? Да, веќе се и поставени, истата апликација и истиот начин, така? Да, веќе се поставени 3 вендинг машини во Стокомак, мислам, Тинекс и Веро. Имаме ние локации кај би биле овие 6 до 8? Моето прашање до Пакомак беше дали ние како општина можеме да кажеме локации, меѓутоа според нивното искуство во другите општини сметаат дека тие најдобро знаат на кои локации можат да се постават вендинг машините поради вандализам и начинот на кој што ќе се собираат шишињата, меѓутоа не е исклучено и ние како општина да си дадеме предлог каде да се постават вендинг машините. Добро, ви благодарам. Повелете, колега. Благодарам. И јас истото прашање го има во однос на локацијата на вендинг машините каде ќе бидат поставени. И сметам дека како општина која што дава 300.000 денари за субвенционирање на тие зелени поени, треба да му биде јасно на граѓаните дека овие 300.000 денари ќе бидат одвоени од буџетот на општина Битола, како што сватив. Да. А сумата доколку се надмина од 300.000 денари, ја субвенционира Пакомак. Ја субвенционира Пакомак за тековната година, а наредната година, доколку не направиме ребаланс, ќе мора да ги предвидиме тие за да ги надокнадиме. Значи 300.000 денари ние како општина ќе субвенционираме Пакомак, односно граѓаните со тие зелени поени. Да. Доколку во текот на 2024 година се искористат средства. Сумата се искористи, односно се надмина уште за 300.000 денари, тоа го плаќа Пакомак. Пакомак го плаќа во текот на тековната година, доколку не направиме ребаланс да ги обезбедиме тие зелени поени. А наредната година ние мора да ги предвидиме сите зелени поени што ќе ги плати Пакомак во претходната година. Значи зелените поени се обврска на општините. Обврска значи на општината. Добро, за да му биде појасни на граѓаните точно за што зборам и нас тука советниците, бидејќи се носи одлука за субвенционирање со зелени поени
на вендинг машините. И тоа го плаќаат сите граѓани. Благодарам. Меѓутоа исто да ве потсетам дека во програмата за животна средина за 2024 година помината на Совет веќе се обезбедени тие 300.000 денари. Сега само се подпишува договорот градоначалникот за соработка и донација и да можат да почнат да се користат тие средства. Значи, и локацијата ние како општина не можеме да одредиме на вендинг машините, како што разбрав. Собирањето на шишината кои што ќе ги ставаат граѓаните, односно отпадот од пакување, кој ги собира? Пакомак. Значи се Пакомак се пише ги во собира. договорот за соработка дека врската за поставување на вендинг машините, одржување на вендинг машините, собирање на шишињата кои што ќе бидат поставени во вендинг машините е обврска на Пакомак. Обврска на општините е само да го стимулираат населението за подигнување на јавната свест преку зелени поени кои што можат да ги користат на најразличен начин. Дали во маркети, дали за паркинг простор, дали за комунални услуги, значи тоа е одлука што ние можеме да ја донесеме како општина. Меѓутоа, за локациите, можеме како општина да си ги одредиме ние, нивното искуство со општина Струмица или општина Штип, не можам точно, не се сеќавам која, беше дека тие побарале да се постават вендинг машини на плоштадите, меѓутоа поради вандализам и поради фактот што недоволно се полнеле со шишиња, самиот градоначалник побарал да се одреди локација каде што ќе му каже Пакомак. Иначе не е исклучено, ние можеме како општина да си кажеме локации. После зелените поени кои што ги собираат граѓаните, односно еден ден на пример од Шише, 0,5 од Шише, граѓаните кај можат да ги користат? Значи Пакомак квартално ќе ни доставува извештаи со сите граѓани кои што собрале зелени поени. Ние како општина потребно е да направиме налог за плаќање на Пакомак, а Пакомак преку апликацијата на граѓаните тие зелени поени ќе можат во апликација да си ги искористат. Не секој граѓанин ќе сака во март да ги искористи, можеби на крајот од годината ќе си ги собират тековно цела година. Нашето исплаќање ќе биде до Пакомак. Го пиши тоа во договорот за... Добро, фала. Јас мислев ја имате спуштено веќе апликацијата, колега. Повелете. Значи, како што сватив, тие поени ќе се користат со ваучери, дека нема да има финансиски средства префрлување кон граѓаните, туку ќе има ваучери кои ќе можат да ги употребат во маркети. Како што е досега Значи, апликацијата, нашето така? исплаќање ќе биде само до Пакомак дуел. Пакомак понатаму преку апликацијата во вид на ваучери или во вид на некакви потврди на граѓаните ќе можат да се ги користат во маркетите, во комунални услуги, во паркинг простор, наведено е тоа во договорот. Нашата обврска е само да ги исплатиме молам, тишина. квартално да го исплаќаме Пакомак. Значи, Согласно извештаите што ќе ни ги дадат за граѓаните искористените зелени поени. Така, еве апликацијата пред мене вика ваучери, достапни ваучери се од Вера, од Тинекс, од Стокомак, од Рамстор, од Жито маркети, некој си маркет во Куманово, Дим маркети, Прилеп, друго овде не ми излега. Да, меѓутоа немаме се уште подпишано договор ние за соработка општина Значи, Битола. Да. ќе Сега ќе има- го подпишуваме Да, договорот. во ред. Да. Зато се уште нема битолски маркети. Нема Во ред, проблем, ако благодарам. сакате и во водовод ќе ви подпишиме да плаќате сметки со шишињата. Што се секирате? Си плаќате сметките. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, ви благодарам. Следна точка, одлука за согласност за имплементација на проектот за јакнување на улогата на младите во општина Битола. Повелете. Значи се работи за проект кој што е финансиран од страна на UNDP. Проектот, како што видовте, имавме и проширување во буџетот, бидејќи навистина аплицирањето беше негде во декември. После донесувањето на буџетот ги имавме резултатите, дека е добиена апликацијата, затоа не успеавме значи да го планираме минатата година. Проектот се однесува за зајакнување на улогата на младите во општина Битола пред се на работата на локалниот младински совет како помошно тело на овој совет. И целта е значи да се работи малце повеќе на јакнење на капацитетите на младите кои што членуваат во овој локален младински совет за да можат тие да доставуваат иницијативи до овој совет, бидејќи всушност тоа е и целта на локалниот младински совет. Со овој проект се планира да бидат опфатени негде
во другиот дел од проектот околу 160 млади кои што ќе се обучуваат за младински наратив, за тоа е значи за инклузија, за говорна омраза и за кохезија. Целиот проект е во вредност од $7,838 и треба да заврши неговата имплементација до крајот на март. Ве молам тишина во салата ако може. Со оваа одлука значи бараме согласност да можеме да го имплементираме во овој проект. Благодарам. Прашања? Јас имам, Вики, неколку прашања. Првото прашање ми е зошто кај нас имаме потреба од носење на одлука за имплементација, кога исти вакви проекти имаме во други општини, каде што не им бараат одлука. Кој ја бара ова одлука? Ова одлука не ја бара UNDP, колку што имам јас информација. Значи, Наша пракса, значи, како општина да ја донесуваме вакви збораме за пракса или за правна обврска? Па са, вајде и правна обврска, не знам, Добро, тоа сега, мислам, значи, затоа ве прашувам. Стално сме правеле Добро. да и на некој начин да ве информираме и како членови Добро, на Советот. ме интересира од општина Битола кој беше задолжен Гордана за... Цветковска Бошевска, значи таа е младински службеник, така во општина Битола. Добро. Со решение или од градоначалник, таа го И аплицираше. беа активирани членовите на Младинскиот совет? Да, тие цело време се активирани. Ми то Знам, знаете. бевме на една конференција кај што не дојде ни еден. Јута се Почу овој беа пат кога активирани. кога ги викна UNDP беше заменик председателот на локалниот младински совет заедно со Гордана беа на обука како да го имплементираат проектот. Значи имаме подобрување. Да. Ги натеравме да дојдат на настан. Тоа е напредокот. Последното прашање, до кога му е мандатот на Младинскиот совет? Младинскиот совет до веќе е завршен мандатот, сега сме во фаза на избор на нови членови. Значи денес на мандатна ќе се формира собранието, така да мислиме за брз временски период да бидат избрани новите членови. Добро, ви благодарам. Интерес на проект. Нормално, затоа и прашав. Бидејќи на завршна конференција, јас бев присутна во име на младите. Дали некој друг бара збор? Доколку немате прашања, ви благодарам. Точка број 5. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на Сдруженија на граѓани и фондации за 2024 година. Повелете. Точно јас ви доставив, значи вчера ви доставив. Да, ни доставивте ден Да. пред комисија, ни доставивте документација која искрено не знам ни дали ја имат разгледано советниците и сметам дека не е во ред да добиеме ваква документација ден пред комисија. Во интерес на времето, бидејќи знаеме каков е овој период, сметавме дека можеби е добро денес да ги разгледаме овие два повици, бидејќи едниот Каков повик... е тој интерес на времето? Вие овој повик трае 15 дена. Точно да, трае 15 дена. Кај имаме интерес на времето? Ајде, продолжете после прашањето. Добро, значи поставувам. двата Повелете. повици се едниот повик за спорт, и другиот е за Сдружение на граѓани, оди преку програмата за економски развој се одделени 500.000 денари. Минатата година беше точно 1 милион, меѓутоа ова година се 500, бидејќи останатиот дел од средствата се во програмата за еднакви можности. И другиот повик, ако може напоредно за двата, е за спортски здруженија. Чекај малце, кои други средства се во програмата за еднакви Да, можности за 500 спортски? Не, зборам во, значи, општо за Сдружение на граѓани и фондации. Аха, Да. добро. Идејата е, значи, да се разгледат овие два повици и за спортски здруженија и за Сдружение на граѓани и како ќе одлучите, значи. И сега би имале и повик за Сдружение на граѓани. граѓани од родов аспект. Не, тоа го ставивме. Добро. Тоа не. Од родов аспект го ставивме, не ги објавуваме тие. Значи сега имаме само 500.000 денари. Од програмата за економски развој овие се. Да, 500.000 денари за Сдружение на граѓани и фондации. Добро. Прашања? Повелете. Според одлуката што ја донесовме кога го носевме буџетот и колку е финансиската конструкција за спорт, за Сдружение на граѓани беше колку сумата? Сдружение граѓани и фондации во програмата за економски развој имаме 500.000 денари за овој повик, за кој што одлучува Комисијата за финанси и буџет. Таму имаме уште средства оставено за Сдружение на граѓани, тоа се преку проектот Reload. Не, зборам за Сдружение на граѓани, значи колку беше предвидено. 100. Сигурни сте да не беше 2.900.000?
Да, точно, меѓутоа тука ви кажував, значи влегуваат средства од Reload програмата со UNDP која што имаме. Таму тоа е друг повик кој што го распишуваме, нема врска, значи други се критериуми, друга е методологија. За комисијата за средства кои што за кои одлучува комисијата за финансии, буџет и доделува средства се 500.000 денари. Добро. И одлучивме сега само да ги пуштиме само овие, а за Reload и за еднакви ништо Значи, не одлучивме. Reload имаме правила од UNDP, имавме состанок, значи тоа не може така, мора да добиеме напатствие од нивна страна, ќе имаме обуки одредени, бидејќи треба сами да го спроведеме овој пат. Тој повик по нивната методологија, тоа сега нема, можеме да го објавиме, без дозвола на UNDP. Добро, колку финансиски средства ќе бидат за овој повик ако го пуштиме за спорт? Значи, да не мешаме, јас дојдов и на наредната точка последната. Значи, сега за јавниот повик за финансиски средства од буџетот за Сдружение на граѓани и фондации 500.000 денари, од програмата, значи, за економски развој. А другата точка ви е за друг повик, е тој за Сдруженија, спортски клубови и спортски сдруженија и спортисти за 2024, тој е веќе друга сума на средства, тие се 2 милиони. Сега збораме за првата точка. Сега збораме за првата? првата, да. Добро, значи таму имаме пола милион, така. На првиот имаме пол. Добро. Јас имам прашање до представникот од општина. Значи, еве, денес, доколку го распишиме овој повик, трае 15 дена. На сред избори ќе се разгледва повикот? Не. Значи, Тогаш зашто го распишуваме? го распишуваме со цел да добиеме, значи, на време да можат граѓаните да аплицираат, бидејќи сметавме мај ќе биде некако касно, тие ќе не прашуваат цело време до кај сте. За да не прашуват, распишуваме јавен повик. Ова во интерес, значи, на сите здруженија, за да можат на време да аплицираат, да ги подготват нивните апликации. Тие нема да се разгледуваат, сите ќе стојат апликации. Веднаш после завршувањето на изборите, вие како комисија која ќе се состаните, ќе ги разгледуваат. Значи, јас знам како оди начинот, меѓутоа ние зборуваме за нешто за 15 дена што ќе се објави и 3 месеци апликациите ќе стојат во општина Битола. Така? Мислам, ако Да, не е правилно така, е поправите така, ме. да. И 3 месеци никој нема да прашува зашто не ви исплаќаме пари, така? Јас не ја разбирам денес потребата од ова, меѓутоа добро, има тука и други советници кои може да прашат. Меѓутоа, да распишеме повеќе 3 месеци апликациите да стојат во општина, тој дел не го разбирам, бидејќи денес еве ќе ги разгледваме за социјална помош на луѓе кои им се итни средства, не смееме да им дајме средства, ама апликации ќе стојат 3 месеци затворени во општината. За да имале време, какво време? Не, јас не ја разбирам искрено суштината на денешната точка, меѓутоа тоа е моето мислење. Дали некој друг бара збор, повелете. Трајковски претходно крена или не? Не, повелете, прашајте си. Тоаш Бојковски. Ајде, Бојковски. Благодарам. Ја поздравувам иницијативата од страна на општинската администрација се распишат овие јавни повици, бидејќи кога ни ги пратија материјалите разгледавме во другите општини, општина Газибаба, Киселавода, Карпош, веќе имаат и вакви јавни повици кои што во моментот течат и не гледам никаква правна пречка истите да бидат распишани. И минатите години се распишувале ваквите повици и Комисијата за финансии и буџет не ги разгледувала веднаш барањата и добро е да се испрати порака и до сите спортски здруженија, невладини организации, со кои проекти ќе аплицираат во општината, кои проекти ќе ги подготвуваат преку странските донатори и други фондации. Тоа е. Благодарам. Благодарам, колега Бојковски. Иако не знам кога сте биле вие советник, кога имало избори, ама чим имате информации вие, тогаш ќе ги прифатиме. Меѓутоа, во контекст на тоа што кажавте дека во други општини веќе течат, ние збораме дека денес треба да распишиме. Тоа е разликата. Ако негде веќе течат, може ќе завршат до понеделник. А ако во моменту распишуваме, значи прашањето е дали да седат апликациите 3 месеци затворени или не. Повелете. Ме заинтересира последниот муабет на Вовдаено збор. Повиците кои што во моментот течат нема да завршат во текот на наредната недела, односно истите се веќе активни и некои повици дури траат во текот на целата година. Има такви примери, можеме да ги споделиме тука со сите советници. Благодарам. Благодарам за примерите. Се надевам ги видовте и примерите за пензионерските клубови, па вашиот градоначалник не ги подпиша. Повелете, Корлевски.
Што спомна колегата Војковски, вика, за некој ако има средства, ќе има, ако не ќе одат преку фондации проекти. Па ако е така, тоа е судирно, значи тие ќе ги разгледват кон апликациите и ќе му кажат на здруженијето, извини, имате пари или немате пари. Тоа е директно кршење на законот и одредбите кои што имплементираат за законот за избори. И втора работа е што даво тие општини течат и завршват. Овде ќе течи повикот, како ќе го распишиме еве во вторник и како ќе течи. Не е судирно интерес и може нема да го прима документот. Не ги исполнува условите. Значи, со сила правиме нешто што нема потреба. И после, повторно ќе направиме тоа што направивме лани, кога немавме нити избори, искористивме средства, исплативме незаконски во една година од буџет од 2024 за Борче од 2023. Тој што сака да крши закон, слободно. Нека се одговара, колективна одговорност не постои. Дали некој друг бара збор? Повелете, Бојковски. Благодарам. Апсолутно не реков дека на некој ќе му речеме да аплицираат преку фондации, ниту го кршиме законот, како што кажува колегата. Ние само даваме сигнал до Друженијата на граѓани, спортските клубови, дека дел од проектите кои што ги аплицираат тука, во општината, односно во Комисијата за финанси и буџет, други проекти и идеи, проектни идеи кои што ги имаат, да се ги аплицираат на друго место. Со цел да знаат, овде аплицираме во општината со овој проект, со друг проект аплицираме на друго место. Нема никакво кршење на законот. Изборниот законник е многу јасен, член 8а, точно е го наведеното. Фала. Колега, точно е дека е таков јасен изборниот законник, меѓутоа вие пред малку знаете што кажавте? Мислам, дали сте свесни што кажавте? Дека вие пред време знаете кој ќе добие пари, кој нема да добие пари, бидејќи тие ќе знаат дека аплицирале со овај проект овде, а со овај онде. Значи, вие самите во овај момент кажвате дека пред време ќе знаат здруженијата каде би добиле пари, каде не. Јас не знам, мислам ова најколегијално ви го кажувам, бидејќи се снимаат комисиите, дека вие директно апелирате кој да аплицира за да би добил средства. Што сметам дека не е во ред. Меѓутоа вие си знаете. Повелете. Апсолутно јас не кажав така. Значи не кажав кој ќе добие, тука си има комисија која што вие сте председател. Јас кажав дека да знаат граѓанските здруженија кои повици му се достапни и кај можат да аплицират. Ако ќе добие, никој не знае. Освен ако вие знаете кој ќе добие. Јас не реков така, вие сега извртувате она што го зборував. Апсолутно не е точното. Благодарам. Апликациите не идат до Комисија за финанси, идат до Општина Битола. Мислам дека тој дел во 2 години требаше да го знаете. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, минуваме на следна точка. Точка број 6. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола за спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2024 година. Повелете. Да, ова е другиот повик, ова е од програмата, средствата се од програмата за спорт и млади 2024. 1.500.000 денари се за спортски клубови, спортски здруженија и 500.000 денари за индивидуални спортисти. Овој повик значи беше разгледуван и на Комисија за млади, за спорт и млади. Имаме извештај од Комисијата за спорт и млади, записник нешто, може да ми дајте? Записникот е готов, јас го немам. Стефи, го имате записник? Ај, 5 минути пауза да го добијам записникот. Продолжуваме со работа. Дали некој друг не ве разбрав кога ни кажавте за колкава сума е јавниот повик? Вкупно 2 милиони. Последниот? Да, точката 2 за... милиони. 1,5 милиони значи за правни лица и 500.000 денари за физички, за индивидуални спортисти.
Вака, се јас овде не стигнав да ги соберам овие. Ние имаме толку пари за да распишеме толкав повик? Да. А кажете ми што се случи со повикот од лани, исплатени се средствата? Сите се исплатени, да. Кога? Овај месец? Во јануар, да. 1.400.000 за правни лица и 400.000 за физички лица. Дали тие што добија има некакви договори дека ќе добијат пари следна година? Да. Значи потпишани се анекси. Да. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Вака. Рековте имаме пари ние за овој јавен повик, така? Вака, Левица имаше поднесено предлог правилник до Советот на општина Битола. Иницијативата е изгласана. Па од тука мислам дека и предлогот ќе биде изгласан на тој правилник за доделување на финансиски средства до здруженија. Кажете ми за овој јавен повик исто така е 15 дена и ќе се доделуваат средства во јуни. Епа, јас ќе предложам следно, а тоа е да не се гласа овој повик, ве повикувам колеги советници, да не го гласаме овој повик. Прво да го изгласаме правилникот кој беше иницијативата беше изгласана од сите едногласно, бидејќи и онака средствата ќе се доделуваат во јуни, јули, да го изгласаме прво правилникот со цел да ги заштитиме здруженијата и спортистите и да има едно фер доделување на средствата. Мислам дека најпаметно за сите повици ќе биде да не се изгласат, да гласате воздржано, да го донесеме правилникот на оваа седница или на следната, како ќе се договориме, и потоа да се распише јавен повик по тој правилник. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Корлевски, повелете. И благодарам. Значи, една работа што треба да знаат граѓаните е дека ќе дојде и мај и јуни, да сме здрави, живи, јули. Парите од буџетот за 2024 година по ставки во неколку делови се потрошени. И кога ќе треба да одредуваме финансиски средства, да знаат граѓаните дека нити една советничка група не ги кочи, туку дека се потрошени ги нема. Уште сега. И не е каваетот на нити еден советник, да не се прават притисоци. Исто така се исцрпени сите финансиски средства за сите професионални спортови. И не е каваетот во нити една советничка група и во мај и јуни нема пари за нити еден професионален спорт. И трета работа, она што велеше колегата. На некој мајка за некој макија. Ние на Комисијата за спорт на 2 издруженија на граѓани му доделивме финансиски средства. Не зборам ни шо, ни сума, ни како, ни кој, ни зошто. Потребни ми се, јас не велам не. А не ставаме во подредена удлога овие другите здруженија што ќе отна повик. Не е ова злоупотреба на законот. Не е ова искористување на средствата од програмата за спорт пред време. Ова е начин на злоупотреба на положбата. И еднаш треба некој да си застане на зборот, да го одржува и да биде коректен, барем во спортот. Јас не знам на Комисијата за спорт никој не е против да има распишан оглас. Меѓутоа, кога не може да се спроведи законски, го силоваме во ред. Тоа што е по ставка, тоа што е по програма предвидено. Нема ние што да збораме за, не знам, училишен спорт и така натаму. Тоа си стои во ставка. А да збораме за здружение на граѓани е проблем.
затоа што сега им велиме аплицирајте. Ние како комисија за спорт можеме да ви делиме до 50.000 денари, ако барате поќе, ќе си барате на друго место, а за други здруженија тоа не важи. И нема да важи и за останатите, без оглед за која ставка се работи. И без оглед за колку финансиски средства се работи. Мислам дека на овој начин се продолжува еден тек од минатото, едни 30 година се злоупотребат финансиските средства, државните финансиски средства, и затоа велам повторно, колективна одговорност не постои. Секој за своето. И благодарам. Благодарам. Јас имам прашање до представникот од општина. Значи, во овој записникот Советот не може да комисијата не може да донесе одлука за исплата на толкави високи суми освен за професионални спортови. По која ставка ги имате разгледувана? Нели кога имавме совет, кога го носевме буџетот, се Добро. донесе одлука дека се што е надвор, значи каде што не е директно напишано и наведено во програмата за кој се однесува Добро. како што е професионалниот спорт, ќе се разгледува на комисија за спорт и млади. И по тој Добро. принцип функционираме веќе втор пат. Првиот пат беше на 15 јануари, иако беше за професионалните спортски здруженија, ние сепак првен, значи како администрација се обративме до комисијата за спорт и млади и заеднички одлучивме како ќе ги распределиме средствата. Исто така стигнува цело време, значи, барања од спортски здруженија, како што наведе и господин Корлевски, кои што не се во рамките, значи, на овој повик тие средства кои што се доделуваат. Тие се во други ставки, значи во L0 се и се однесуваат за манифестации, организирање за други активности. И тука затоа ги ставаме, ние ги доставуваме до Комисија за млади и спорт и по нивна препорака за може потоа Комисијата за евалуација да ги трансферира тие средства до здруженијата. Значи, завршниот збор кој го има? Комисијата за евалуација Да, или заедно- Комисијата за спорт? Комисијата за спорт по предлог на Комисија за спорт Не, изработува. овде, например, гледам, предложено биле 240.000 денари, се донесла одлука за 150.000 денари. Каде било предложено, не знам зашто зборуваме. Еве, за барање, да не кажуваме, еве, Да, пошто- точно, Пример, мито предложено комисијата. е 240.000 денари, ама комисијата предложи да бидат доделени 150.000 денари. Да, и така Која по- комисија? Комисијата за спорт и Значи, млади. ние, како Комисија за спорт и млади, ќе имаме крајен збор, тоа сакам да ве И согласно, прашам. да, согласно тоа Комисијата за евалуација само го врви процесот, нели, изработува записник, решение до градоначелник, ги собира извештаите, значи последен збор има Комисијата за млади спорт. Добро, а ако сме имале, например, по програма 950.000 денари предвидени за некое здружение, и ако ние сме одлучиле 460.000 денари, тоа значи дека ќе направиме измена на програмата за спорт. Тоа се однесува не, значи тие се во прва рата толку им исплаќаме, така беше Па одлучено тогаш треба да стои дека е одлучено прва рата да им Прва се рата од исплати, средствата, а бидејќи не тие се- дека е одлучено да им се исплати 460.000 денари. Добро, треба да се коригира записникот, точно да. Да. Рековме, Не пошто само таа записникот, туку ова колку што гледаме официјална одлука. Значи ова треба да биде коригирано дека се работи за рати. Да, тој, значи затоа што зборуваме се сумата е 950. И јас извинете што ве прашувам Да, вака, нема меѓутоа проблем. на ова комисија си учествувале само советници кои биле викнати на комисијата. Затоа ве прашувам. Повелете. Викате прва рата. Значи на овие здруженија првата рата до кога треба да им се исплати? Извинете, не ги мешаме работите, значи пошто не спомнувавме имиња, се работи конкретно во програма стои за младински центар. Значи младински центар вие одлучите дека ќе им како совет, значи се одлучи дека ќе се дава 950.000 денари. Меѓутоа комисијата сметаше дека треба првен да им дадеме дел од средствата, значи до јуни тие да сработат, да ни достават извештај за да можеме да оставиме да ми ги им исплатиме наредните средства. Тоа беше прва, втора рата. Значи, кога ужо сватив, едни здруженија ќе добиваат финансиски средства пред избори, а останатите после избори. И, како што спомна и колегата, очигледно е дека едни здруженија ги ставаме во подредена ситуација, каде нема можност да добијат никакви финансиски средства до јуни. И сега ќе распишеме ние јавен повик, на кој ќе се пријават
а при тоа имаме изгласана иницијатива за предлог правилник за доделување на финансиски средства и која ќе види целта. За време на избори да зборате дека ние не успеавме да му доделиме на другите здруженија финансиски средства? Или пак не сакате да го поминиме правилникот, некој се плаши од правилникот, па сега треба избрзани одлуки да носиме и да ги ставаме здруженијата во заблуда. Јас друга причина не гледам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Еднаш, значи, од ставките, значи, се носиме во заблуда како советници. Прво, дека ние на претходната комисија во јануари донесовме одлука, донесовме за професионалните клубови. За професионалните клубови постои ставка, за професионалните клубови постои сума и начин на исплата, само ние донесовме одлука. Само начин на исплата. Не донесовме ни колку пари, начин на исплата. Не е да биде на рати како што треба по, не знам, по 1.000.000 денари или по 100, по 500, туку наједнаш да му се исплатат и му требале сега. Како што направивме и во првата стапка за ФКП Листер. Професионалниот спорт. Кај Шубо имате наведено се исплаќаат на 3 рати. Сега, од овие ставки за Сдруженијата на граѓани има некои манифестации што ќе се реализираат во, заборајте се, ќе се реализираат во јули месец. Нема да имаме пари. Нема да имаме пари затоа што сега сме ги потрошиле. И после пак ќе пишат анекси договори и во 2025 ќе му исплаќаме парите. Меѓутоа, тоа е нештото што се носиме во заблуда. Комисијата одлучува. Комисијата одлучува поставките како ќе се трошат. Ние баравме увид да видиме финансиското трошење. И се повторно заблуда. Океј, има седница, има комисија. Благодарам. Едно прашање имам до колегата. Кога е изгласана иницијативата за правилникот, не се сеќавам? Ако може да ми кажете, памтите? Лани беше точно на која седница, не знам, ама беше во 2023, така да... Добро. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, минуваме на следна точка. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот од комисиите за попис на основните средства на Мајски цвет Битола за 2023 година од сметката 903 констатиран и предложен за расход. Повелете, кратко, не мора... Да, кратко ќе бидам. Почитувана председателке, почитувани советници, ви благодариме што ставивте точката. Извинете што се направи пропуст. Нема проблем за разбирањето. Многу ни е важно да помине ова точка, мислам да биде изгласена заради тоа што да бидат расходовани, избришени од евиденција основните средства за појасна слика во завршната сметка што ќе биде за 2023 година и тие основни средства што ќе бидат расходовани да бидат отстранети од објектите. Значи се работи за дотраени, оштетени или скршени основни средства како мали столчиња, дрвени кревети, столици, дотраени телевизори, CD плеери, пластични кревети, дрвени кревети. Мислам дека имате вие материјали сите во врска со набавната вредност и справката, ви пративме се дали ви е доставено, не знам, сакате да ви ги читам. Значи фотоапарат Canon имаме со набавна вредност од 18.964 денари, фотоапарат Samsung 17.522 918, телевизор Samsung 11.067 630, тоа е набавна вредност, значи немат исправка, мислам исправка имат еднаква, сегашна вредност нема, заради тоа што се дотраени. Мали дрвени столчина, што се користат во занималните, значи тие се искршени, оштетени. И сите тие дрвени кревети, столици, телевизори, CD плеер, пластични кревети, дрвени кревети се со вкупна набавна вредност од 107.442,01 денар.
Битно е, значи, по набавна вредност да се расходуваат. По сегашна вредност има некои, значи, 7.126.237 денари. Ни е потребна таа согласност заради да може да се избришат од сметководствена евиденција и да се отстранат просториите. Ви благодарам. Дали некој има прашања? Доколку немате, преминуваме на гласање. Точка број 1. Одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 2. Одлука за примање на донации за енергетско обновување во основно училиште и градинка во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 3. Одлука за партиципирање во трошоците за доделување на зелени поени на граѓаните за користење на вендинг машини во соработка со ПАКО Макдоел Скопје. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 4. Одлука за согласност за имплементација на проектот за јакнување на улогата на младите во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 5. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола за Сдружение на граѓани и фондации за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 6. Разгледување на јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 6. 7. Извинете, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот од комисиите за попис на основните средства на Мајски цвет Битола за 2023 година од сметката 903 констатиран и предложен за расход. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за, констатирам дека точката е усвоена. Ви благодарам.